Добре дојдовте во најновото издание на Се за најмалите. Обработуваме важни, но и забавни теми, а преку разговори со стручни лица одговараме на различни родителски прашања. Останете со нас. Како кохлеарните импланти им го менуваат животот на децата со оштетен слух? Зборуваме за новите можности со оториноларингологот доктор Македонка Гарванлиева. Кохлеарните импланти кај деца представуваат значајна тема во современата медицина и рехабилитација. Поврзана е со раното откривање и третман на оштетувањата на слух, а нивната примена отвара нови можности за развој на комуникацијата, говорот и социјалната интеграција кај децата со потешкотии со слухот. Кохлеарниот имплант е електронски медицински уред кој помага на пациенти со тешка наглувост или тотална глувост да почнат да слушат. Бидејќи вашата публика се децава и родителиве, треба да знаат дека кохлеарната имплантација е за деца кои што се родени глуви. Дали се со тотална глувост или има тешко оштетување на слухот. Многу е битно раната детекција на слухот. Во поголем број на родилиштата или поголемите болници постои ран скрининг на слух за деца. Тоа уште првите денови после раѓањето. Ако го поминат тестот, значи децата слушаат. Ако не го поминат, имаме некој проблем со слухот. Затоа се повтараат овие тестови, дали после 1 месец или после 3 месеци или после 6 месеци, се прават подетални дијагностички испитувања на слухот. Раната детекција на оштетувањата на слухот кај децата представува клучен чекор во нивниот правилен развој и навремена интервенција. Таа овозможува рано препознавање на проблемите и создава основа за успешна рехабилитација, развој на говорот и подобра социјална интеграција. Многу е битно да се открие намалениот слух во многу рана возраст. Затоа што е многу битно да детектираме во време кога мозокот може да се адаптира на тие кохлеарни импланти, за да може да го искористат пациентиве, односно децава, за да имаат говор и слух кој ќе биде кај исто околу останатите луѓе без да се осеќа дека имаат некој проблем со слухот. Кохлеарниот имплант и слушните апарати представуваат различни пристапи во третманот на оштетувањата на слухот. Додека слушните апарати го засилуваат звукот и се користат кај полесни до умерени оштетувања, кохлеарниот имплант се применува кај потешки случаи, кога засилувањето не е доволно. Оваа разлика го прави кохлеарниот имплант значајна алтернатива во современата аудиолошка пракса. Значи, кохлеарниот имплант, за разлика од слушните апарати, кои што имаат за функција да го засилуваат звукот, го собираат звукот, го претвараат во електрични импулси, го пренесуваат на слушниот нерв и потоа во мозокот каде што се интерпретира како звук. Има покомплетно премостување на внатрешното уво, каде што најчесто е проблемот со внатрешното уво и со слухот. Кохлеарниот имплант функционира така што ги претвора звуците од околината во електрични сигнали, кои директно го стимулираат слушниот нерв. Надворешниот дел го прима и обработува звукот, а внатрешниот дел го пренесува сигналот до кохлејата, заобиколувајќи ги оштетените структури на увото и овозможувајќи перцепција на звук. Кохлеарниот имплант се состои од два дела. Еден надворешен дел, микрофон и процесор, кој ги собира звуците од околината и ги процесира, ги обработува и ги префрла на внатрешниот дел, кој што е имплантибилен, односно хируршки мора да се имплантира, се пренесува на електродата, која се вградува во внатрешното уво, односно во коклејата, кај што се сетилните клетки и каде што имаме проблем, го стимулира слушниот нерв и го пренесува потоа во мозокот. Вградувањето на кохлеарен имплант е хируршка процедура при која внатрешниот дел од уредот се поставува во внатрешното уво. Интервенцијата ја изведува специјализиран тим, а по операцијата следува период на прилагодување и рехабилитација, за да се постигне оптимално користење на имплантот. Хируршкиот дел е
тој што уствари најмногу пациентите прашуваат каква е таа процедура. Во принцип, кај деца кои што имаат само засегање на слухот без анатомски аномалии, ќе кажеме дека хируршката интервенција е релативно лесна интервенција. Така да, тие што се загрижени, посебно за хируршкиот дел, родители не треба да се грижат. Раната имплантација се препорачува во поставувањето на кохлеарен имплант. Целта е да се искористи чувствителниот период на најрана можна возраст за развој на слухот и говорот. Тоа значително придонесува за подобри јазични, комуникацијски и когнитивни резултати кај децата. Сакам да кажам, и секогаш тој апел ние како оториноларинголози го кажуваме. Ако не е направен скрининг при раѓање на детето, потребно е тоа да се направи во најбрз можен рок. Затоа што имплантацијата е најидеално да се направи во, да речеме, кој би навршило детето 1 година. Во првите 2 години е многу битно да се постави тој имплант заради постоење на така наречена неуропластичност на мозокот, кој што најубаво ги впива на тие информации и најубаво се развива, за да не заостане и да не атрофира самиот слушен нерв и да не атрофират и слушните патишта. Кохлеарните импланти представуваат значаен напредок во третманот на оштетувањата на слухот кај децата. Со рана детекција на време на имплантација и соодветна рехабилитација се создаваат услови за подобар развој, комуникација и квалитет на живот, што е нагласува важноста на мултидисциплинарниот пристап во грижата за овие деца. Училиштето за ментална аритметика Малац Гениалац во својата настава применува оригинална Хикари програма, метод кој потекнува од Јапонија. Дознајте како оваа техника им помага на децата да го развијат мозокот, концентрацијата и брзото размислување. Хикари програмата, како што кажува и нејзиното име, потекнува од Јапонија и се заоснова на јапонски метод, кој што помага дечињата, значи користејќи го тој метод, да развијат фокус, концентрација, меморија и интелигенција, односно да се подигне сет на едно повисоко ниво. Самата програма почива врз користењето на абакусот и математиката како помошно средство за развој на сите овие сегменти кои што ги набројав сега. Ние ја користиме математиката, меѓутоа не сме математичко училиште, тоа се прави разграничување затоа што математиката е само помошно средство за повисоки цели. Значи абакусот најпрво ние го користиме со физичко допирање на абакусот. Абакусот инаку е древна јапонска сметалка врз која значи моментално е изграден модерниот компјутер. Таа потекнува исто од Јапонија и се користи од давнешни времиња. Децата на почеток ги учиме како да го користат абакусот, физички допирајќи го ги топчињата и да извршуваат математички операции на самиот абакус. При тоа треба да внимаваат и врз користењето на своите рачиња, што значи истовремено ги учиме да работат неколку работи, а да останат фокусирани и сконцентрирани на тоа што се бара. Менталната аритметика или во превод тренинг на здравиот детски мозок, не само што првите промени ги имаме во однос на математиката, бидејќи колку и ние да се разграничуваме, баратаме со математика, така да значи првите промени ќе бидат во полето на математиката. Меѓутоа, не е само таму, затоа што децата брзо учат, брзо размислуваат, брзо доаѓаат до решение на проблеми, така да после 3 месеци веќе се забележува промени во сите сфери од функционирањето на детето, што значи во сите предмети во училиште. На едно детенце му треба малце повеќе време, на друго му треба малку помалку време, меѓутоа сите гледаме да се мрднеме од точка А до точка Б.
Како ќе го направиме тоа и како ќе стигнеме се зависи од когнитивните способности на детенцето, а нашата цел и програмата помага во сето тоа и не сме ограничени дека мора сите заедно да стигнеме до таа цел во ист временски период. Туку програмата налага дека може секое дете има слобода да се стигне до таму, бидејќи го добива соодветниот притисок од страна на наставниците кои што ги водат часовите. Првенствено, значи, нашето училиште е училиште каде што се работи на концентрација. Поедовно со концентрацијата се развива фокусот, визуализација, меморија, интелигенција, се она, значи, што им е потребно на денешните модерни дечиња за да функционираат во ова модерно општество. Идеална возраст, јас би рекла колку што е можно порано, некаде после 5-та годишна возраст, веќе понатаму може да се стартува, бидејќи образованието, нашиот стандарден образовен систем, децата ги става во една коцка. И нашата програма, колку децата подолго одат само во училиште, не доаѓаат тука во училиштето Малацкињава од споментална аритметика, толку потешко ние може да влијаеме. Колку детето порано стартува со доаѓање, толку е нашето влијание поголемо и толку детето побрзо ги совладува чекорите на менталната аритметика. Еден типичен час најпрво започнува со опуштена атмосфера, бидејќи многу е важно децата нас да не доживуваат првенствено како другари, да се поставиме блиски меѓу себе, за да може да ги постигнеме ефектите на програмата, бидејќи кога има блискост помеѓу наставникот и детето, детето не ја доживува целата програма како притисок врз себе, туку се оди по еден опуштен редослед, што значи најпрво започнуваме со секојдневни разговори, а после тоа кога кажуваме дека веќе почнуваме со часот, децата се знаат дека тоа е тука, се завршува, идеме да работиме. Забава и обрска. Така е. Важно е да нагласиме дека се работи на еден забавен начин, од причина што се што е наметнато и доаѓа вештачки, децата потешко го прифаќаат. А кога е со забавен начин се е полесно и полесно функционираме. Работиме потоа малку во книга, па имаат кратка пауза, бидејќи нашите часови траат 2 сати и 15 минути, тоа е таа концентрација која што ја зборуваме. Имаат кратка пауза, на која што пауза повторно нешто интересно се работи, меѓутоа мозокот на кратко да добие одмор под наводници, да се тргне од тоа што го работиме за време на часот и потоа се враќаме на визуализацијата, односно абакусот децата го визуализираат, односно работат без физички да го допират. Така гледаме, значи, обврските кои што се дома да не бидат преголеми, меѓутоа не можеме и да ги оставиме дечињата без ништо да сработат во однос на менталното пресметување. Сите дечиња од нашето училиште се приклучени на онлайн платформа, каде што наставникот испраќа соодветни домашни во зависност од тоа што е сработено за време на самиот час. И детето има обврска, затоа што часот е еднаш во неделата, до следниот час, например, ако часот е во четврток, до следниот четврток детенцето да ја сработи таа домашна. Наставникот има увид во таа домашна и знае според резултатите дали треба да ја зголеми низата, да ја намали брзината или па треба малку поспоро да се оди. Јас сум Матеј Јовановски, имам 9 години. Јас сум Филип Тафиловски, имам 10 години. Вежбаме математика и и други предмети. Јас сум Марија Танеска, имам 9 години. Кој те година наставничка тука во Малацкињава? Милка. И лесно и тешко е. Јас сум Мартин Јакуловски и имам 10 години. Колку време си ти во Малацкињава? Јас сум Дарик Грамбозов Тихонов и имам 10,5 години. Која задача да било тука најтешка, се сеќаваш? Да, Која? квадратен корен. Јас сум Михаил Георгиевски, имам 9 години. Што ти се допаѓа најмногу тука? Па бидејќи учиме секогаш нови работи. Можам да кажам дека кај секое дете гледаме да извлечеме максимум. И сега разликата е што, повторно ќе кажам дека ние сме сите различни, кај некој максимумот е тука, кај некој е повисоко, кај некој е највисоко. Ние гледаме секое дете да го постигне својот максимум, без разлика кој да е тој. Нашата цел е, значи, тоа да се направи. А верувајте, преку менталната аритметика и преку тоа што работиме, визуализација и концентрација, самодовербата доаѓа сама по себе. Со секој даден точен резултат, со секој мал успех,
детето станува посигурно и посамоуверено во самото себе. Ние гледаме да направиме независни индивидуи, деца кои што можат да функционираат во едно општество без да бидат зависни од дигитални медиуми, без да бидат зависни од телефонот. Да може он да пресмета или да биде фокусиран и сконцентриран на решавање на проблемот без да зависи од ChatGPT да добие решение од него, наготово сервирано. Туку самото дете да го користи својот мозок, да ги искористи добиените знаења и да стигне до решение на проблемот. Што значи атипичен развој кај децата и како да се препознае? Стручни совети за родителите. Првите знаци дека детето има успорен развој или има некакви попречености во развојот, секогаш се манифестираат првично со говорно-јазичните проблеми. Значи, најчесто се појавуваат симптоми од успорен говор. Недостиг на изразување, недоволен фонд на зборчиња, несоодветно со возраста на детето, или сега сме веќе знаеме дека се повеќе и повеќе децата изразуваат некако вид на исклучување од реалноста и значи соодветно однесување во разлика со децата што се во нивната возраст, така да секакви такви однесување или проблеми со социоемоционалното изразување, проблеми со моториката. Значи сите овие паѓаат во групата на првите симптоми дека нешто се случува со детето. Затоа прво треба, значи тука може да спомнуваме рана интервенција. Многу е значајно што порано да се интервенира и да детектираме всушност каков проблем детето има. Свесни сме дека сега постои така наречениот лажен аутизам или екранизам, децата изложени во екраните или смарт екраните сега и некако секој ден појавуваат некакви симптоми слични со аутизам. И тука многу и затоа треба родителите во овој момент да се консултираат со стручни лица од областа на логопедија, дефектологија, неврологија, психолог, матичен лекар, за да се почне што порано некако вид на третман или креирање на соодветни стратегии или третмани, за да се избегнуваат секакви можни лажни представувања за развојот на детето. Имаме ние случаи од секојдневната практика да ни доаѓаат децата со појавување на пелтечење. Пелтечењето има големи шанси да доаѓа од начинот како мозокот го обработува тоа што го гледа. Значи, можно е сега, ние знаеме дека со еден клик детето може да види да биде дел од некоја содржина пријатна за неговиот мозок и само со еден клик да поминува во некоја содржина што би била донесла мозокот во некоја шок ситуација и тоа да се манифестира со повлекување на говорот или со проблеми во говорот каде што најчесто се појавува пелтечењето. Затоа треба да внимават на тоа што нивните деца гледат. Затоа не сум јас против да се исклучува детето скроз од употребата на технологијата, но да биде тоа менаџирано и да биде постојано под надзор на родителите. Треба прво да се категоризират и содржините и игрите според возраста на детето. Значи, пожелно е детето да имат креативни игри, да имат игри што се за возраста. Има сега веб страни, многу платформи каде што можат тоа да видат, али исто така и со консултација со стручни лица, со дефектолози, со логопеди може заедно да креират некоја платформа, некоја стратегија, некој план за
за работа и да ги избегнуваат игри што имат насилство, пример, што не се соодветни, што се затоа и кај нас и во странство, во западните држави, во секоја игра секогаш дават одредено време, значи кој возраст може да играат да поминуваат и да играат со тие игри. Затоа треба да се почитуваат таквите мерки и да не се донесува дете во таква состојба веќе да не може да препознае што е потребно за неговиот мозок, што е штетно за неговиот мозок и што е добро за неговиот мозок. Првиот преглед кај нас секогаш е преглед, да речем така, на попријатен начин. Децата не секогаш го покажуваат нивниот потенцијал на првиот преглед. Можно е секогаш, особено ако има деца што доаѓаат од подалеку и можно е, пример, зависно од терминот што го закажува, да дојдат уморни, да не се така расположени за соработка и ние треба да внимаваме да не донесеме некоја одлука, погрешна одлука за состојбата на детето. Затоа, за да стигнеме ние до некаде до некоја поставена диагноза, да кажеме, треба детето постојано да го мониторираме, да видиме и да не биде само тоа со еден преглед, туку да биде на повеќе временски контекст и за да можеме ние точно да знаеме, да ги знаеме сите потенцијали на детето и да ги знаеме исто така и тешкотиите што ги појавуваат. Така да јас зборувам лично за мене како дефектолог, првиот преглед секогаш е така на начинот на играње, на интеракција, за да видиме јаките и слабите страни на детето. Затоа ние го спомнаме раната интервенција како клучната алка во помош на развојот на децата со тешкоти во развојот. Многу е битен факторот и познатиот триаголник семејство стручно лице и дете, да се почитуваат, да се постават мостови на соработка за крајна цел да им пружиме помош и поддршка на родителите, да не се чувствуваат осамени, да знаат дека има некој што е со нив и е до нив пред се, така да родителите, истовремено апелирам родителите додека гледат и видат во секојдневниот дека ништо со нивните деца или со нивното дете се случува, да барат помош од матичен доктор, да барат помош од најблискиот логопед или дефектолог, да се обратат на стручни служби за цел што порано да се открие, да се препознава и да се открие проблемот и да искористиме пластичноста и флексибилноста на мозокот додека можеме да интервенираме и да ги надминуваме таквите проблеми. Повеќе и повеќе се подигнува свестата за таквите деца, значи за оваа категорија. Порано не сме имале можност да имаме толку познавања и секогаш овие ваквите случаи, ваквите деца беа значи секогаш, да кажеме така, позади зависи, беа криени од јавноста, од околината и сега родителите и семејствата се повеќе свесни од тоа дека гледат, но и дека сега повеќе има и стручни служби што помагат во овој дел. Така да родителите се чувствуваат, почнаа да се чувствуваат побезбедни и да пружат рака за помош и да барат помош за нивните деца. Мислам дека секоја фаза од родителството бара предизвик, како што и кога беа бебиња, така и денеска. Сигурна сум барем од кажувањето на постарите пријатели, родители што се на поголеми дечиња, дека допрва доаѓа тој по интензивен период. Сега моментално се справуваме со учење на таа рутина за пишување домашни во училиште. Малиот е се уште мал, па немаме такви некои обврски, ред, дисциплина дома да ја раскранат, да здиплат, да соберат од маса и слично. Телефони.
телефони, овај, да речам, околу животот е веќе скроз сменет од она што технологијата си го направи своето. Тоа сум и револт, имам некој гневен сум, ама тоа е тоа, нема што да правиме. Ги воспитувам, значи, баш да ги истерам на прав пат, да речам, ама неизбежно е. Строго забрануваме непочит. Тоа некако веројатно дека ние сме во друга генерација, растени тие миленијалци, па се уште сме на тоа ниво. Почит кон постарите, почит кон родители во секој случај. Не страво почит, туку баш нели да може и да ми се довери и слично, меѓутоа да чувствува дека треба да почитува постар. Исто така забрануваме во последниве периоди, особено последниве години, користење на и конзумација на екраните, нормално. Сега колку можеме, бидејќи живееме во тој свет, дигитален, така што колку можеме, успеваме. Пред се да се луѓе, сакам да се луѓе, да што да знаат што сакаат во животот, да имаат некоја цел и визија, значи да се насочени на тој пат. И најмногу мислам што посакувам многу здравје пред се. Тотално се различни, диаметрално различни, што е и многу логично за браќа сестри. Претпоставам дека многу родители ќе се сложат со мене. Меѓутоа многу се сакаат, не можат еден без друг и доста време поминуваат заедно во текот на денот. Има, прашуваат, се што прашуваат, значи секој ден се нешто ново, нешто ќе ги интересира, прашуваат и ти мораш да најдеш, мислам, начин за да не одговориш, да. Важно на детски. Покажуваат интерес во секој случај, доста се талентирани, особено постариот. Моментално не е во некоја фаза на музика, на инструмент свирење, моментално е во фаза на фудбал. Се запишува пред неколку месеци на фудбал, сега сме може да се забележи во позадина. Да, само тоа е сега главна тема на моабет, така што веројатно ќе пројават, а и да не пројават, живи здрави да се, секој си го одбира својот пат, ние ќе ги поддржиме што и да. Па види сега, да земам за двајцата, ако ги ставам на вага, едниот ќе плочкар ќе оправиме водофочи, а другиот ќе описи. Што би се рекол, вториот е жив и здрав. Не шала на страна, значи Каин е многу музикален, значи јас сепак си мислев дека нешто ќе као спротивно од нас, ама гени се гени, детето е стварно мултиталент. А другиот Теон, кажав плочкар водовоđа, ќе му најме некоја таква професија, Да, и таму се заработуваат многу. Да, како и да е. Јас сум Каин Мурат. Јас сум Теон Мурат. Ше сипова. Колку години? Да. Интер. За Реал. За Реал Мадрид. За Реал Мадрид? Да. Што сакаш да бидеш кој? Фудбалер. Јас сакам да видам за хеликоптер. Требаш да те качиш во хеликоптерот и да возиш. Кој убав? Кој поубав? Каин. Не, да. Ја пијам. Ти. Добра. Сега може на песна за на крај да ни спеете заедно? Да. Ева се зема соди. Елали никода. Кидано бацирауне, се казо де бацирано бацирани, алето се вавне се ваза, вели езуза, лелали лико самува мелангула. А сега предлог уживање со анимиран филм за најмладите. По новиот анимиран спектакл Супер Марио Галаксија, светот на Марио повторно е во опасност, но овој пат саканата е поголема од било кога. Кога Боузер открива древна космичка сила скриена меѓу ѕвездите, тој не сака повеќе само да владее со едно кралство, туку решава да ја освои целата галаксија. Со помош на таа моќ почнува да создава хаос низ Вселената, уништувајќи планети и заробувајќи мали ѕвездени суштества кои одржуваат рамнотежата на универзумот. За да го спречат, Марио, неговиот брат Луиджи и храбрата принцеза Пич тргнуваат на најголемата авантура досега
патување низ Вселената. Нивниот пат ги носи на необични и магични планети, каде што гравитацијата се менува, а секој свет има свој правила и опасности. Во текот на патувањето, тие ја запознаваат мистериозната Русалина, чуварка на космосот, која им открива дека судбината на целиот универзум зависи од тоа дали ќе успеат да ја вратат рамнотежата над звездите. Додека Боусер станува се посилен, хероите мора да се соочат со низа предизвици, да ги надминат своите стравови и да научат дека вистинската сила не доаѓа само од моќта, туку од пријателството и храброста. Во спектакуларната завршница се води голема битка меѓу доброто и злото, каде што Марио ќе мора да направи се за да ја спаси галаксијата. Полна со хумор, акција и неверојатно шарени светови, оваа галактичка приказна нуди вистинско кино доживување за сите генерации. Филм што ги носи гледачите во авантура каква што досега не виделе. Се надеваме дека ви го задржавме вниманието, но и дека добивте корисни совети. Следете не повторно следната сабота.